Бројот на посетители кои доаѓаат во Националниот музеј за вселена и воздухопловство всушност се зголеми откако скратувањата влегува во сила. Буџетот на музеите на институцијата Смитсонијан, кои се протегаат по должина на Националното шеталиште на Вашингтон, беше намален за $42 милиони. Но портпаролката Линда Томас вели дека најголем дел од програмите поврзани со туризмот не се засегнати. Кратењата ние ги направивме од одржување и договори со надворешни лица, ги намаливме патувањата и активностите на вработените. Не вработуваме нови луѓе. Сето тоа не влијае на туристите. Буџетските скратувања беа причина за затварање на само 3 изложби од сите 16 музеи на Смитсонијан. Вечерните часови се укинати во Националниот архив, каде посетителите можат да го видат оригиналот на Декларацијата за независност. Највидлив ефект на буџетското кратење укинувањето на посетите на Белата куќа за туристи. Но во просек само 3% од 18 милиони посетители во Вашингтон одат на тура низ Белата куќа. Маркус Варден, кој дошол од Британија со семејството, не знаел за буџетското кратење и помислил дека само за странците не е дозволен влез во Белата куќа. Не пуштија, а навистина сакавме да ја видиме одвнатре, но на странците не им е дозволено да ја посетат во овој момент. Не знам зошто. Целта на скратувањата во буџетот беше јавноста да почувствува и да изврши притисок врз председателот и Конгресот да преговараат за наоѓање подолгорочно решение за намалување на долгот. Но Девид Натансон од Вирџинија вели: промашена е. Мислам дека тоа беше политичко средство за двете партии и мислам дека нема такво влијание какво што се очекуваше. Нема ефект како што се мислеше дека ќе има. За мене е многу транспарентно. Тој најголем дел од туристите во Вашингтон велат: не чувствуваат никакви тешкоти од кратењето во националниот буџет.